Радиологијата како тема е интересна и различна и би сакале да ја донесеме во вашиот дом, па тоа е следно што го подготвивме само за вас. 8 ноември е светски ден на радиологијата. По тој повод дојдов да поразговарам со професор доктор Зоран Трајковски, специјалист по радиодиагностика и на гранка во медицината, малку покомплексна можам да кажам од останатите, барем она што го зборувавме и позади камерите, да ми објасните и мене малку повеќе за радиологијата, но во кратки црти може тоа да им го објасниме и на гледачите, но и да слушнеме за светскиот ден на радиологијата, да се подигне свеста околу оваа гранка во медицината. Добро утро. Добро утро, благодарам за поканата, за разговорот. Мене секој задоволство кога треба да зборувам за радиологијата како професионалец. Да. Значи, ако историски гледаме, тоа е една од првите медицински гранки која што ни овозможила да ние гледаме органи и системи во телото на некаков начин. Значи, првата рентгенска слика кога е направена, да речеме, познатата слика рентгенографија на сопругата на рентген, кој што е еден од еминентите наши истражувачи, да речеме, кај што по него се вика, тоа било далеч на 1895 година. Од тогаш тргнува целата приказка за радиологијата како најпрви као диагностичка процедура, а понатаму или постапки, а понатаму и во последно време како интервентна радиологија. Тоа се две подгрупи во радиологијата кои што ни овозможуваат да ние и одиме во една насока, значи да поставиме диагноза со нашите овие методи и алатки и да делуваме тераписки или лекувално, или лекувачки, или куративно, ако сакате на латински, да може да ја излечиме состојбата во која што се наоѓа пациентот. Така. Преку радиологијата може да се видат сите болести кои што ги имаме во внатрешните органи? Значи, како диагностичка процедура има палета од многу испитувања кои што главно не доведуваат до проблемот со кој што се соочува со современата или клиничката медицина. Што значи тоа? Во голем процент, некогаш поедноставно, некогаш посложено, ние можеме да направиме визуализација или да го видиме проблемот, ви велам процентот е голем, со кој се соочува пациентот. Понатаму, нас ни стои на располагање една моќна алатка која што се нарекува да земеме биопсија од промената, знаете. Што значи тоа? Тоа значи дека главно со игла влегуваме во промената и може да земеме материјал за цитологија, може да земеме корбиопсија, може да земеме ваква и таква, без при тоа пациентот да биде подложен на некакви агресивни хируршки, кои што порано било случај. Нема дел од телото кој што не можеме да го биопсираме. И најсложените системи, кои што е мозокот, постои термин кој што се нарекува стереотаксична биопсија и можеме ние да земеме материјал и дури и од таму. Разбирате? А главно со нашите моќни алатки системи, како што се во групата на имиджинг, да речеме, алатки, кај што е ултразвукот, компјутеризирана томографија, магнетска резонанца, PET скенот, МР5, нуклеарно-медицинските или изотопски техники, нас не доведуваат многу близко до дефинитивната диагноза. Може би на крај се ќе завршува со биоптична процедура или двојбените, да речеме, диагнози кај што не знаеме точно што е или предпоставуваме или е битно тераписки аспект. Еве, да речеме, ќе ви кажам само еден пример. Значи, лимфом е едно заболување кое што е болест на лимфните чворчиња. Не секој лимфом треба да се оперира. И главната тераписка алатка е хемотерапија на болеста. Значи, вие, за да знаете дали е тоа лимфом и каква ќе биде терапијата, треба да поставите дефинитивна диагноза. Порано, да речеме, лимфом кој што е лоциран во градите, да речеме, отвара граден кош и така, само за да земат биопсија. Разбирате? Пошто тоа не може да се извади, не може да се оперира. Ние сега може да земеме биопсија со нашите водена биопсија на некој начин со нашите, да речеме, алатки што ни стојат на располагање, компјутеризирана томографија, на пример,
И од тој материјал и од тоа ткиво може да ги направиме сите анализи што пациентот ќе го доведат на вистинско место, значи ќе поставиме диагноза, ќе одредиме стадиум, ќе направиме имунохистохемиски промени, ќе направиме молекуларно-биолошки од тој единствен цилиндер на ткиво што ќе го земеме и на крај пациентот ќе го испратиме на соодветен третман, кај што ефектот тераписки ќе биде. Тоа истото важи, одлично, тоа истото важи и за малигните заболувања. Значи, во последно време биоптичната процедура добива на важност, бидејќи може да ги направиме сите молекуларно-биолошки анализи од земената биопсија. Тоа е многу важно за понатамошниот третман на пациентот, бидејќи сега нема како порано што беше зрачење и хемотерапија, пак зрачење, пак хемотерапија. Сега веќе има нешто што се нарекува индивидуализирана или персонализирана терапија. Одредуваме профил на малигномот, на канцерот, на ракот, наедноставно кажано, молекуларно-биолошки. Тие знаеме дека многу го менуваат својот состав молекуларно-биолошки или генетски, како сакате. Мораме да видиме за кој профил се работи. Тоа не можеме да го дознаеме ако на обична диагностика и дури и биопсија да направиме, не знаеме. Но од парчето на ткиво се прави молекуларна биолошка проценка, се дава адекватна терапија или оваа современа биолошка терапија или имунотерапија, врз основа на профилот се аплицира и дава невиден ефект. Значи, тоа порано што беше неизлекувано, сега има одлична прогноза, пациентите живеат подолго, преживуваат и така натаму. Порано беше броиме време. Време броиме доека не почине пациентот. Сега се отвара перспектива и тоа е иднината во терапијата. Каде е местото на радиологијата? Во биоптичната процедура, кај што тој материјал ги правиме сите овие дополнителни анализи, индиректно и тоа како влијаеме на преживувањето, прогнозата, дури излекувањето. Има некои болести кои што ние така добро ги третираме, онколозите се тука главни, кај што не само што преживува пациентот, него живее многу квалитетен живот додека живее, разбирате? Благодарам за одвоеното време. Ни објаснивте малку повеќе околу радиодиагностиката, иако не може за толку кратко време да одговориме на сите прашања, ќе оставиме и за нареден пат, доколку се согласите, втор дел. Да не чекаме меѓународен дел или светски ден на радиологијата, него радиологијата биде поафирмативно присутна во медиумите генерално, бидејќи знаете некако сме во сенка, а треба да бидеме во прв план као диагностичка дисциплина. Се согласам, затоа велиме ќе има и втор дел, бидејќи останува уште многу прашања на кои што треба да добиеме одговори. Верувам ќе ги интересира и гледачите. Често знаеме да отидеме на лекар, автоматично да не упати на радиодиагностика, но само толку. Не знаеме што понатаму, не ги знаеме тие медицински термини, колку толку денес го објаснивме тоа. Нека честит денот на радиолозите, на радиологијата, да се подигна свеста и малку повеќе да се зборува за оваа медицинска гранка. Благодарам. Така, благодарам на вас. Драго ми беше што нешто успеав да доближам до вашите гледачи.